8 часот и 40 минути и започнуваме со првиот разговор ова утро. Видно расположени, нашите први утрински гости веќе ни пристигнаа. Џабе живиш у Скопје. Својата промоција ја имаше кон крајот на минатата година и беше најпродавана книга за 2022 година. Ова утро ќе зборуваме за Скопје, ќе зборуваме за тоа како се живееше некогаш во Скопје, како е денес, а со кого најдобро можеме да зборуваме, ако не со авторот на книгата Зоран Спасов Зов и Зоран Рудан Цеки, двајца Зорановци ова утро, Цеки и Зов. Добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Само да кажам дека Цеки, инспириран од Џабе живиш у Скопје, ја го напиша текстот на популарната песна сега веќе за Скопје, Џабе живиш у Скопје, на кој што спот го направи Зов. Добро ви утро. Добро утро. Уметници, писател по хоби, музичар. Како станавте утрово? Ранобудници ли сте? Па, ја не знам, јас станувам 5:15, 5:20, 5:30, тој ми е дел од денот кај што најмногу вака можам уметнички да се изразам, додека сопругата спие, нели? Додека е мирно тивко? Да, веќе мирно тивко, а после 8 веќе готово, са во машина се легуе, Цеки малце поише спие, мислам. Не, јас исто станувам рано, ама не толку рано. Јас сум околу 7 саат више буден. Без разлика кога да легнам, дали имам свирка вечер, дали не. Може да почнеме разговорот со Зов. Поводот е Џабе живиш у Скопје, тоа е ова книга. Твоја, ќе кажам, четврта, пета книга. Сите книги нешто се одолжуваш. Првата беше Торонто Експрес, се одолжуваш на Торонто. Втората Тито, мојот предпоследен херој. И оваа книга Џабе живиш у Скопје, му се одолжуваш на градот во кој што си роден. Да. Како? Па, тука има два мотива у таа книга, реално. Ја морав да се одложам, затоа што ме направил ваква личност, како што сум предпоставам дека така, колку толку позитивна личност. Два момента беа тука пресудни. Прво се зачува тој скопскиот хумор, што неколку пати веќе имам кажано дека е еден од најдобрите во светот. Просто неверојатно колку е добар во споредба со другите. Затоа што тука регионално ние имаме посебен хумор, што не може да го разберат. Иако ќе кажам виц, например, у Канада, во Америка, не може никој да разбере за што станува збор. И второ беше, нели, да го зачуваме тој скопски јазик. Скопски дијалект. Па не, ја пак ќе кажам јазик, затоа што тоа бил официјален јазик некаде тамо после ослободувањето. У денешно време многу малку луѓе го зборат тој јазик. Можам словно да кажам дека ја и Цеки сме меѓу последниве мохиканци што некако го користиме секојдневно и твориме со тој јазик, затоа што знаеш како не можам да ти персирам, нели од тоа време, нели така се договоривме. Да. Можам да кажам дека не можеме ние да го избришеме тој јазик со кој зборувале нашите мајки, баби и така натаму. Едноставно некако мора да се зачува, а најлесно е да се зачува преку пишаниот збор и преку песната. Има некаде над 10 дијалекти во Скопје? Па така дојдов до некој податок? Па види, има, може и поише има, затоа што, знаеш како, овие стари скопјани што се, као ја, постари може, они имаат една дарба да може да препознаат спрема говорот од кој е мало си. Значи, по говор, гестикулација, фрази, цости хумор, и така, што са ви, хумор. скопски. Затоа што, знаеш како се загадување на македонски, меѓутоа на скопски има два израза. Едно загадуење и другиот е загаđење. Значи, тие два се користат. Пак зависи од кој е мало си. Така, и реално тој си има своја специфика. Реално малку се користи и во литературата, и во целиот овој културен живот. Она многу добар пример е представата Торонто Експрес, која е работена по мотивите на оваа книга, у која што главниот глумец Александар Мики збори ултраскопски. Тоа е така стварно едно прекрасно доживење за млади. Тоа е еден од најпродаваните представи, најгледаните представи во која што игра во Македонскиот народен театар. Па точно така, никогаш нема карти. Да, тоа ја не чека, знам. нели, за карта не плюс, знам зашто директорка, мислам, тој менеджментот не ја стават почесто на представи, инаку нема карти. Вчера беше баш една
катарза се случи на самата представа. 6-7 пати го прекина Микич. Не можеше да продолжи од аплаузи, од смеење, на крај него пуштани дома да си оди со аплаузи. Така да, како да кажам, самиот јазик, пак ќе се навратам на книгата, носи своји специфики и е интересен и за слушање и за, мислам, самиот хумор е поврзан со тој јазик. Тоа. Цеки, инспириран од самата книга, направи песна "Џабе живиш у Скопје". Исто се вика и е навистина супер за слушање, супер емоции буди на старите скопјани, кои што, ете, јас сум била можеби малце помала, тоа време, крајот на 70 и 80 години, за кој што пееш во песната. И ни кажеш малце за, ете така, да си позборуваме малку по-скопски, за животот скопски, некогаш и денес, еве, да ве прашам по-скопски, кај искачавте у Скопје? Па види, као и секое мало, имаше и друштва кои што имаа своји навики и у принцип се знаевме ние како ќе се видиме, тоа друштво иде прво таму, па иде таму, значи неколку места кои си ги имаше као навика стекнато, така да јас имав прилика да се движам во повеќе врсти на друштва, значи едни да бидат шминкери, други да бидат даркери, трети да бидат, не знам, народњаци и така дале. Значи, можев да го осетам тоа и тоа се повторуваше цело време. Значи, тој што си искача што е шминкер иде у неколку кафичи. Да. И тоа е тоа, тие што си се underground си идат по одредени места, така да, у принцип така, веројатно и денеска функционира, не знам. Денеска е малце поразлично. Ја да дополнам малце Цеки. Значи, ја Цеки го имам запознано прв пат, но не се сеќа, сигурно, на Рингишпил. Значи си скачаше на Рингишпил у Кисела вода. Тоа е уште уште порано. Меѓутоа после како нели зреев на таму, добро вика он. Меѓутоа он така шарал лево десно, меѓутоа ако си хипик идеш таму, ако си панкер идеш таму. Например, ние искачавме на Кеј, си седиш на Кеј, врзуваш кавадарка или смедеревка со сиџинка, ја ставаш у вардар да се лади и после со некои филозофски мисли околу љубов таму се обидуваш да фатиш некоја женска за колено. На Цеки тоа многу лесно му идеш. Он ќе зема гитарата, криво е море и одма 20 женски, мислам и тука разочарење, мислам тоа беше. Не, ја додека свирам другите ќе руваат. Тоа што ќе остане. Од прилика така беше. Цеки пее, забавува. Да. Што му фали на градот Скопје? Многу работи. Кажавме еве за нокниот живот, ама и животот порано и сега. Зависи. Каде се изгуби онаа скопска душа? Па се изгуби, знаеш како, прво среќата нема, нели кај младиве, тоа е нели други морални вредности, лажни вредности и така натаму. Меѓутоа знаеш како се премина у кафански живот, што е многу чудно. Ние у наше време имаше 3 кафани у Скопје и сидеше таму да јадеш. А сите други беа, нели се собираш да правиш муабет, да се зежаш надвор со пијачка, тоа го нема веќе. Сега и млади идат у кафани, таму јадаш дера по цела вечер, мислам. Тука не можеш ти да направиш, тоа не е социјален момент. Тоа е пред време остарен човек, несреќен, фрустриран, нели со други вредности, мобилни, така да не навлегувам, меѓутоа среќата е она што недостасува кај младите и тоа е. Ви фали ли вас тоа што го живеевте порано, еве 70 и 80 години? Ја мислам дека секој додека е млад има една перцепција на животот како млад, значи има различна енергија, различна мисла, нема грижи толку колку што имаат сега. Мислам на повозрастни години, така да тој свет што тогаш ние сме го живееле, останал таков каков што е и невозможно е да се замрзне така и да очекуваме да сретнеме нешто слично. Значи, веројатно секоја генерација си носи своја, да, свој печат и сега тие што се млади ќе речат кога бевме млади 2023 како беше лудо, бевме у таа кафана и јадевме компирчиња, мезевме, пиевме вино, се начукавме, свираше Аца Лукас и така дале. Значи тоа е едниот тип. Други ќе решат ние бевме. Фали таа поп култура, фали Цеки, сега нема поп култура. Абе нема, ама нема ни поп песни. Па нема така е. Нема ни поп книги. Џабе живиш у Скопје,
за да се навратиме на песната, на спотот. Дзов кажуваше пред да влеземе во студио дека имала на промоцијата преубав настап. Цеки, ќе ни кажеш малку за тоа и тука се раѓа, претпоставам, и идејата за песмава. Вака, јас настапував со едно мое Бенд. со еден мој бенд Дебело Копче. Сега е Дебело. Дебело. Или Дебело. Бело Копче, кај што се представивме со репертоарот на легендарните Бело Дугме. Тоа беше еден подарок на сите присутни од нас скопјани. А идејата за песната уствари мене ми се роди баш на таа промоција, затоа што ме испровоцира насловот и некако ми беше недоречен. Мислам, недоречен како наслов, он си е наслов сам за себе и за книгата, ама мене ми фалеше нешто што сакав плюс да го кажем и мислев дека од тоа треба да искочи нешто и тоа ми се вртеше у глава, не знам, 2 месеца, 3 можда, па му се јавив на Цоф и го прашав дали е окей да направиме една музика за една песна за книга уствари и така. Така излезе. Да, разликата само да ти кажам дека ја на друга публика се обраќам со книгата, а Цеки се обраќа на друга публика. Он им се обраќа на скопјаните вистински дека џабе живеат, а ја им се обраќам на сите што се дојдени у Скопје дека џабе живеат у Скопје. Мислам, тоа е разликата. Има нели комплементарно е двете работи се, меѓутоа има и разлики. А она што сакав да кажам дека има тука делови автобиографски на Цеки, претпоставам, затоа што он толку емотивно ја пренесе тој текст. Тоа е ретко, посади секој стих има приказно. Има, да. Да, тоа е. Сакам, Зов, малку да позборуваме и за Тито, мојот предпоследен херој. Добро. Тука, интересно за тебе, дека на 25 мај славиш Свети Тито. Да, Цеки е главна звезда. Ајде малку за тоа. 3 пати ја носиш штафетата на младоста. Добро, тоа е стварно една секта која се собираме таму на 25 мај. Цеки е нели главната звезда и тоа имаме посебен дрес-код, посебно унесување, посебна музика слушаме, дружење и така да, значи убава приказна. Меѓутоа ја пак ќе се навратам на Цеки. Има една работа што публикава малку ја знае, тоа е една негова песна што е ремек дело. Буквално се вика Дај други рефрен. Може да ја побараат на YouTube. Морам ова да го кажам, независно од било што, затоа што таа книга е таа песна е совршенство. Таа е напишана за Цеки може подобро ќе каже, меѓутоа тоа е ремек дело од песна. Незаслужено не ја пуштаат на радиостаници. Сега на пример ова е утепал пуштање џабе живиш. Ја мислам кај да цвртам на било која станица е, меѓутоа оваа песна сакам Цеки да објасни зашто нешто е неверојатно. Која слушаш те мала код цитостатик во глава, мислам она кој со бейсбол палица некој те здрвил. Така да Цеки дај еден вовет тука, тоа е импресивна е таа песна. Па не знам, ја секако мене сите песни ми се драги, таа е веројатно посебно затоа што е инспирирана од напишане уствари за еден од најголемите текстописти, па можам да кажем и музичари, пошто на изглед не е некој пејач, ама е уствари многу добар пејач. Се работи за Ѓорѓе Балашевиќ. Он пее рамно, пее така, ама пее сугестивно. Тачно знае кај да го исече слогот на зборот, како да ја состави реченицата. Едно мало зборче има големо значење, како да се отпее. Така да, кога ќе почне човек да го студира тој, кој ќе влезе у таа шема, уствари сваќаме дека он уствари не е од оваа планета. Ми беше чест да направам една песна за него. И било ми е што, ете така, има некој што може да ја препознае. И таа песна е кавар тема за театарска представа што се игра во Србија. Ова сега ми го прави, пошто не сме ни разговарале на оваа тема, вика ќе те изненадам. Не, навистина, тоа е, затоа што таа песна и Ѓорѓе Балашевиќ да ја напишал, нема да се застрамел. Значи, е левел стварно многу висок, зашто тука Цеки станува мајстор на римата и на стихот. Тоа што фали во македонска музика, извини, ака Цеки, во клуб мајка ти не те фалела сигурно. Ама тоа е тоа, морав да го кажам ова. Супер, фала ти. А кога сме сега веќе кај музиката, да ве прашам, еве, за џабе живиш у Скопје, дали можеби планирате сега
ајде, некој поголем проект, албум можеби, да напишете песна за секое мало у Скопје. Ја му предложив на Цов, пошто он има книга, више има песна, а сега наредно е некој барем краток филм. Да. И сега колку сум успел да го инфицирам со идејата, не знам, ама... Па да е примерно сега ќе кажеме на тајна. Ја сега ми е при крај да кажеме новата книга што е да кажеме еден апгрейд на Џабе живиш у Скопје, така излезе нели некаде октомври, ноември, не ми дозволуваат од Арсламина литература порано, затоа што се уште ова добро се продава. Да. Таа ќе биде на антологија и таа ќе биде навистина поврзана во еден мини проект на книга, песна и еден, предпоставам, краткометражен филм. Тоа ќе биде еден стварно сериозен проект, прв пат на таков начин представен во не само Македонија и пошироко. Супер, ја се радувам. Што Ќе учествуваш сигурно, нели? Па, ако има место, зашто да не? Ја прво никогаш не се знае дали ќе имаш доволно инспирации, дали ќе бидеш дали ќе можеш да одговориш на таа задача, затоа што е уметноста сепак инспирација. Од песната си презадоволен, како котира сега нели на топ листите. Работиш ли нешто во моментов, нешто твориш ли на музички план кај тебе? Па моментално, да бидам искрен, работам поише на овие што ги пеам навечер песни, мислам на таков дел, а што се одесува до творештвото, тоа доаѓа онака. Не знам нија како. Значи може да од кој ќе искочам од студио и да ми блесне нешто, па да ме мачи или да на брзина го исплюкам, значи како да кажам, тој терет што се чувствува додека го носиш тоа, додека не го испишам, додека не го изнесам, цело време ме мачи. Може да одлежи некој месец, може одма да го направам, значи не се знае. Важно имаш потреба да го исфрлиш од себе. Да, да мислам мора да го дадеш, да го направиш како проект. Книгата која е Торонто Експрес, би сакала и за незе малку да позборуваме, додека е Зов тука, и за која што има и представа. Како му се одолжуваш на Торонто? Па, ова е автобиографска книга. Чудно беше што таа беше најпродавана книга во доменот на фикција, не е фикција, всушност е автобиографија. Тоа се има случајно или на мене или на мои блиски. Тоа е една страшно трагикомична приказна. Меѓутоа се обидовме и успеавме самата книга и представата бидат скроз различни. Значи друг е главниот лик, друг е крајот, друг е заплетот. Така да треба и двете да се доживеат. Тоа е едно многу урбано четиво, многу урбано, што препорачувам, мислам, ако се прочита, се чита брзо за неколку сата, што се вика. И реално тоа е што му се дешава на еден изгубен македонец кој ќе стапне у Канада. Во Канада. Да. Значи тоа е една, да кажам, компарација помеѓу двете општества, двете уредувања, двете држави, не можам да кажам два народа, пошто не постои канадски народ, таму све е тоа измешано, или 200 јазици, 300 дијалекти и така натаму. Меѓутоа на еден многу така интересен, да кажам, комичен начин доловена, меѓутоа позади таа комика е, ќе ја цитирам, еден новинар кажа, кога одиш да ја гледаш представата, можеш од дома да одлучиш дали ќе се смееш или ќе плачеш. Можеш два пати да ја гледаш представата, еднаш ќе се смееш, еднаш ќе плачеш. Тоа во тие два леера ние успеавме да ги сплотиме. На сличен начин е и книгата. Книгата не е водич за иселеници, меѓутоа е стварно составена од некои таму 20 есејчиња, независно едно од друго, што ето, супер и пројде и со продажба и ефектот и мислам така. Трите книги се најпродавани, нели во посебна година. Да. За Тито. Тито е 20-та година, 2020, 21 е Торонто Експрес и 22 е Џабе живиш у Скопје. Па нескромно звучи, ама и оваа година. Ама Кидеме така на си е. победа, да. Да. Времето ни е веќе при крај. Јас можам уште многу долго да разговарам со вас. Сега за крај сакам како ќе му се обратите на Скопје, да го поздравите Скопје за крај. Ние ќе го поздравиме за крај на разговорот со песната Џабе живиш у Скопје, ќе го погледнеме спотот, ама како вие ќе ги поздравите скопјани на крај? Па ја ќе ги поздравам со тоа што да се одберат рол модел од оние стари скопјани, не мора многу стари, значи, меѓутоа нас ни фалат модели, ни фалат узори, ни примери на живење. Не може инфлуенсер да биде пример, не може да биде рол модел.
Значи секој млад скопјанец треба да си најде пример Пример. по кој да рол модел, сега тоа на македонски нема адекватен превод. Меѓутоа, даш како ако немаш рол модел у животот да станеш како некој, значи ништо, немаш иднина реално. Немаш иднина, а ние сме тука тенки. Значи треба да бидат некои добри спортисти, некои глумци, значи уметници, писатели, све тоа ќе нас пореметено, изместено. Значи мора да се работи на тоа да донесеме херои на нашето општество, да ги промовираме. Тоа е. Зборам конкретно скопски херои. Да. Ја би кажал, имам ја уште една песна за Скопје. Таа се вика Касно лето е во Скопје или Топола. Ќе се потрудам и трета веројатно да направам со надеж Со дека следната книга. Да, дефинитивно. со надеж дека скопјаните и младите и старите ќе уживаат во самото Скопје и ќе си го сакаат онака како што треба да се сака Скопје. Треба да се сака Скопје, ние скопјани си го сакаме. Без Ви разлика дали се скопјани или не се. Да, Значи, така е, сите Да, кои што живеат Да. во Скопје. Ви благодарам за разговорот, имаме уште многу теми, и уште толку време ќе ни беше малце. Ви благодарам што ни бевте гости.